Од 1 јули комбињата и автобусите кои вршат јавен превоз на патници нема да можат да застануваат на постојките во Тетово, туку ќе се упатуваат директно до автобуската станица. Тетовската локална самоуправа најави забрана за влегување на превозни возила во градот, а со тоа и да ги мотивира граѓаните да ги користат општинските автобуси. Во градот од 1 јули ќе можат да влегуваат само лесните возила, товарните возила за превоз на луѓе, на граѓани нема да имат дозвола да влегуваат во градот. И досегашните правила предвидуваат тие да доаѓаат до автобуската станица и од автобуската станица по градот да се пренесуваат со јавното транспортно претпријатие. Повеќемина од патниците па и возачите кои ги анкетиравме не се согласуваат со оваа одлука. Велат дека има лица кои не можат многу да пешачат, а користењето на општинскиот превоз дополнително би им го зголемил трошокот. Ја и патник сум бил, сега сум возач на комби веќе 6 години. И тоа, и ми излегуваме за парче леп овде. Нафта се знае колку е цената сега. И тоа ни треба до автобуска и кој ќе дојде. Плаќане 2 пати, тоа не е во ред. Ми се шини чудир по джебот. Ти замисли, зависи колку работни денови, натаму и наваму, например, двата правца. Од овдека до автобуска, некој има болен, не може така да замине. Не можем ја овде подобро е. Кој не може, како ќе идем ја? Па, тоа не е лоша одлука, бе. Од каде треба да се крене од тамо? Од секторот за внатрешни работи Тетово велат дека до надлежните служби од одделението за полиција не било доставено никакво писмено барање, ниту известување околу најавената забрана. На секоја измена на сообраќајниот режим треба да претходи изготвување на ревидиран стручен проект и согласност од Министерството за внатрешни работи, а не да се презимаат чекори на своја рака и надвор од законски предвидената процедура. Секторот за внатрешни работи Тетово секогаш е отворен за соработка со локалните самоуправи од подрачјето, но исклучиво во рамките на неговите законски ингеренции и важичките процедури и постапува согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила. Од секторот додаваат дека доколку службите констатираат законски неправилности, адекватно ќе реагираат и ќе изготват пријави против сите кои ќе ја прекршат законската регулатива.